Мислам дека сме веќе во живо. Така, да. Добро вечер. За Александар Тортевски, адвокат, иницијатор за формирање на своја партија. Во моментот се предавач со своја. Добро вечер. Тема за... Много добро. сега одлично, добро. Добро, да, се извинуваме за овој застој. Него нема Виктор, меѓутоа, мислам дека успешно ќе се движиме. Господин Тортевски, долго време сте активен во политиката. Сега повторно сте присутен и активен. Кој е мотивот за тоа и зашто која партија? Една група луѓе мои драги со кои што комунициравме, започнавме комуникација на Твитер и постојано ја поставува таа идеја на маса као дека е нешто потребно да се направи, незадоволни од општествената реалност во државата која што ја креираат двете големи партии. Условно кажано големи, факт е дека се големи, имаат број на членство, меѓутоа очигледно мали по идеи и по желба да ја сменат општествената реалност, да направат потребни реформи и големи по желбата голема да освоат привилегии и да обезбедат привилегии. Не е да може апарата, од негде на друго место доаѓа нешто, не знам што се случува. И започна таа идеја и некаде во летните месеци одлучивме дека е вистинско време да тргнеме, надевајќи се дека, односно мислејќи дека изборите ќе бидат во нормалниот термин во ноември, дека ќе успееме да направиме една партија пристојна со многу солиден човечки кадар, кој што мислам дека е најголемиот проблем во другите партии, иако се тие огромни, иако се со големо членство, меѓутоа по правило она бирократизирана структура која што има намера да ја злоупотребува државата, таму е мнозинство и практично ги креира политиките. Ние заклучивме дека лошата организација на партиите се присликува подосна и во управувањето со државата и дека се изградува практично не парламентарен систем, туку премиерски систем, каде што премиерот одлучува за се и свитата околу него практично ги влече сите конци во државата. Значи се изградува султанска држава и потоа султанска партија и потоа се прави султанска држава. И тоа трае така 30 години. Ние точно знаеме дека прво беше главен во државата Бранко Црвенковски, па потоа Љупчо Георгиевски, па повторно некој време Бранко Црвенковски, па Груевски и сега Заев. Ние сакаме да смениме и мислам дека успешно тоа го правиме во нашата партија, барем така мислам. Сите владари... Сметате дека ќе се смени со присуството на твоја партија на политичката сцена? Па, твоја партија уште од самиот почеток покажа поинаков пристап. Ние веднаш, уште од формирањето, започнавме со пласирање на нови идеи и на тоа сме прилично горди. Например, забраната за увоз на ѓубре беше наша идеја и владата под притисокот кој што го создадовме ние, кој што подоцна се пренесе на социјалните медиуми, го донесе таа одлука. Сега не знам во која форма и колку е тоа трајно забрането. Сега слушам дека е забрането само од Бугарија, дека нешто направиле подоцна повторно промени. Меѓутоа ќе видиме, ќе вршиме постојан притисок околу ова. Исто така донесовме веднаш една одлука партиска, меѓутоа како тема да поставиме отписот на багателните долгови кои што во многу ги оптоваруваат граѓаните и системот практично. Ако имате вие десетници или 50.000 предмети каде што се водат во некакви судски, извршителски ходници, а долговите се од 10, 50, 100 денари,
а ангажманот на сите околу наплатата на тој долг е огромен и на крајот граѓанинот плаќа огромна сметка и тоа беше наша идеја исто. И владата донесе одлука, односно нешто подготвија, таму интервенираа, меѓутоа не сум сигурен дека комплетно го решија тоа прашање. Меѓутоа, ние ќе донесеме нов начин на водење на државата, каде што експертите апсолутно, значи струката ќе одлучува за секое решение. Нема да се меша политиката, затоа што знаете проблемот кај нас е што ќе се тргне во една насока за решавање на еден проблем, меѓутоа на крај политичарите ќе заклучат дека тој проблем кој ќе се реши ќе им однесе одреден број гласови. Например, ако дали сметате дека ќе импулсира и ќе ги мотивира и експертите од други партии да едноставно бидат на раководни функции под претпоставка твојата видова ситуација да го менеджира процесот? Не ве чув, меѓутоа мислам дека нашето присуство како да ќе врши притисок сериозен на другите партии исто да се реформираат и да го прилагодат своето дејствување на притисокот кој што ќе го врши твоја, бидејќи денес е време на социјални мрежи, една добра идеја веднаш се пласира, стига до една солидна цифра на граѓани, така што и другите партии веројатно ќе треба да се реформираат, затоа што нема да можат пред сопственото членство и пред јавноста да ги оправдаат своите одлуки кои што ги влечат и бидејќи граѓаните ќе бидат запознаени со нашите идеи. Добро. Да преминеме на прашања поврзани со темата, конкретни. Конкретно, условите во суштото. Слушаме дека властови партии ги следуваат законот за судови, што сметаат дека Се извинувам, може ли да направиме мало прекид нешто со фонијата од кај вас, господи? Така, ајде да видиме. Добро? Замолам за поддршка. Една секунда само. Неколку минути и се враќаме на... Не мислам дека со тој закон толку нешто спектакуларно ќе се смени. Јас мислам дека е голем проблем во партиското влијание во избирањето на кадри во правосудството и тоа уште од најмладата возраст на кандидатите кои што подоцна стануваат судии. Значи, уште дури и од редот на стручните соработници. Знаете, некојаш ќе видам некој извештај каде што некој ќе се пофали дека 80% од избраните судии доаѓаат од редот на стручните соработници. Меѓутоа, никој не го поставува прашањето како стручните соработници стануваат стручни соработници, како се влегува, по кој принцип да се влегува како приправник, а подоцна и стручен соработник во судот. Сега тоа нешто се заменува со Академијата за судии и обвинители, меѓутоа и таму не гледам дека има нешто особено добар резултат. Неколку пати ми имаат пријатно изненадено луѓе од кои што поминале Академија, таму се гледа дека тие луѓе имаат едно повисоко ниво. Меѓутоа, значи, мислам дека најважното прашање сега што и треба да се бара од судиите, тоа е прашањето на интегритет. А јас навистина не знам дали постои, слушам дека постојат тестови, меѓутоа не верувам дека може да се направи баш така тест кај нас и за да се види кој кандидат има интегритет и мислам дека тоа е веројатно тешкиот критериум кој што судиите треба да го исполнат. И еве, само како еден пример, имаше минатиот конкурс во во Академијата за обвинители, конкретно беше за обвинители конкурсот, па не знам, околу 80% од кандидатите поднесаа фалсификувани уверенија за познавање странски јазик купени во Албанија. И трагедијата да биде уште поголема, нашиот систем не најде решение со кој што овие кандидати за секогаш ќе ги елиминира од можноста да влезат во правосудните органи и речиси сите
беа примени на следниот конкурс, кој што заради нив доснеше и заради нив се појави една огромна празнина да јавните обвинителства кубурат со кадар. Значи не беа избрани јавни обвинители, не излегоа на време и сега има недостаток на јавни обвинители, меѓутоа ме зачуди многу што новиот состав на Академијата ги прими истите тие кандидати во постапката. Подосна слушнав дека поголем дел си отишле, меѓутоа и не ги поминале тестовите, меѓутоа значи самото тоа што им е дадена шансата е грешка на системот. Колку едно такво решение, каде што е констатирано заобиколување на критериумите пропишани со конкурсот, може да биде после тоа товар на самата институција и на поединците, идните обвинители? Тоа во старт зборува многу. Тоа зборува и за кандидатот кој што сака да стане јавен обвинител, а отишол во Албанија и купил лажно уверение за познавање на странски јазик. Значи сега тука проблемот подосна се мултиплицира. Например, ако некој погоре во хиерархијата знае за такво нешто, тој обвинител секогаш ќе биде заложник на тие луѓе кои што знаат. Значи во секое време може од фиокот да му се извади ова кривично дело, тоа во ред за одреден период ќе застари, меѓутоа тој практично ќе биде лесно подложен на притисоци и на уцени и тоа не апсолутно е лош старт во кариерата на еден млад човек. Во изминативе 10-15 години, на некој начин по сугестија или по праксата која што се случуваше во Европската Унија, обвинителството од класичен орган на гонење прерасна во доминантен орган кој што се занимава со откривање на криминалот, односно ги координира полициските институции и секако со гонењето на криминал кој што оценуваме дека во најголем дел е и софистициран, сериозен. Од друга страна се соочуваме со состојби каде што откривачката активност, па дури и за случаи, за настани за кои што постои основна сомневање, обвинителството прилично меко реагира на очигледни кршења на законот, особено ако меѓу прекршителите се поединци од политички партии, и всушност немаме исход во таа ситуација. Се поставува прашањето дали обвинителството во сегашните околности има капацитет да ги идентификува прекршувањата на законот, да ги документира и да покренува обвинување. Дали едноставно е на висина на задачата која што се очекува од обвинителството како најсериозниот столб во заштита на вредностите и борбата против криминалот. Па јас постојано повторувам дека ако ние од 90-та навака градевме едно солидно обвинителство, дека многу работи ќе изгледаа поинаку. Значи многу поинаку, например, ќе беше целиот процес на приватизација. Вие сте сведок на тоа и сте современик на приватизацијата и сами знаете колкави неправди и како целиот тој процес се одвиваше и колку средства влегува во државна каса и што тој процес создаде. Јас и во тој период бев жесток противник на тоа, затоа што знаев и тврдевме ние тогаш како твоја партија, практично Лига за демократија беше претходницата на твоја партија во известна смисла, ние токму тоа го тврдевме, дека таков процес на приватизација подосна ќе создаде одредена група на луѓе која што ќе ги влече сите конци во државата, која што ќе влие на законите и која што ќе влие на дури на изборот на политичари, на јавни обвинители и тоа практично се случи. Значи имате неколку постапки против неколку тајкуни кои што во приватизација стекнаа голем имот, меѓутоа нивните предмети обвинителите ги чуваа во фиока и подосна кога беа разрешени еден или двајца обвинители, тие заминаа на работа кај тие луѓе, кај тие бизнисмени. Значи, инаку вашето прашање има две сушност прашања.
меѓутоа да довршим околу ова. Доколку ние имаме едно солидно јавно обвинителство, кое што се условно да кажам би било страф и трепет за криминалците, кои што има надлежности во многу работи. Например, јавните набавки, не знам зошто, и тоа е моја идеја, ако добиеме некојаш можност да влијаеме, ќе го спроведеме. Например, секој тендер по електронски пат да се испраќа на по целата постапка да може некој јавен обвинител задолжен за тие постапки да ги следи. Ништо нема да учествува, меѓутоа да гледа, да види. Например, на прв поглед јас можам да видам во тендерската документација и во условите за тендерот дали тука нешто се подготвува или не се подготвува. Значи, кога органот кој што распишува некој тендер е обврзан да го прати тој по електронски пат во јавно обвинителство, ќе размисли, ако знае дека таму седи стручен јавен обвинител за таа работа, дали тендерските услови ќе ги напише каде што практично е насликан кандидатот. Јас постојано повторувам еден случај. Пред едно 5 или 6 години клиниката за хирургија имаше распишано тендер за адвокатски услуги. И ние го отворивме тендерот да видиме какви се условите, меѓутоа веднаш бевме елиминирани практично затоа што услов за да се учествува на тој тендер за адвокатски услуги на клиника за хирургија беше адвокатот да поседува 9 коли на негови. И знаете, тоа во старт ако многу необично, да. Јасно е, значи адвокатите ние не пренесуваме патници, воопшто не е битно, не треба да зборувам пред гледачите дека тоа е апсурден услов еден. Значи, да се вратам повторно на таа релација обвинителство кон општеството. Еве, например, ако државата реагираше на првите случаи сериозни на прекршување на мерките за борба против ковидот, ако не повластуваше одредени луѓе, например, ако реагираше жестоко против докторката која што се врати од Италија, криеше дека е заболена, особено што се работеше за директорка на клиника, мислам дека бројот на прекршители подосна ќе беше многу помал. Тука луѓето... Сметате дека едноставно затаи острината на законот во тој случај? Законот е добар, видите, законите се добри. Проведувањето на законот. Во примената ние секогаш кексираме. Значи, во услови на пандемија, значи, вие знаете што е основната причина на постоење на кривичното право. Тоа е генералната и специјалната превенција. Специјалната е да го поправите сторителот, генералната е да пратите порака до потенцијалните сторители дека криминалот не се исплати, дека ќе бидат сериозно санкционирани. Во случајот ако ние или например имавте случај каде што човек доаѓа, има решение за самоизолација, дури е заразен со корона, има позитивен тест, а шет. И сега го наоѓаат после неколку дена и му изрекуваат парична казна од 2000 евра. Ако ние тука жестоко реагиравме во околу 10 случаи на почетокот, немаше да имаме сигурно волкави бројки. Бројките барем ќе беа за 50% помал. Или ако жестоко реагираше полицијата, која знаеше, на социјалните мрежи имавте ставање на фотографии од ифтарски вечери, доручеци, каде што по неколку стотици луѓе заедно се собира, и тоа доведе до овие бројки. Зборот е точно, се извинувам, луѓето точно чувствуваат, точно знаат, огромен број луѓе знаат скоро дека има чувство дека во државата тоа не функционира, дека системот не функционира, нема да ги пронајде сторителите, обвинителството е тромо, тоа е првиот дел од вашето прашање, тромо е, бавно е и МВР може што сака да прави со јавното обвинителство. Значи, ако нешто добро остана од СЕО, навистина СЕО беше една приказна која што добро тргна, меѓутоа заврши катастрофално,
и факт е дека уништи една огромна енергија и практично верување кај луѓето дека може да се стигне во оваа држава до некаков резултат на поле на правната држава. Меѓутоа, од СЕО, организацијата на СЕО и техничките услови кои што СЕО ги доби, покажат дека како треба да се работи. Значи, истражниот центар... Кои се вашите проценки? Еве, имаме едно добро искуство од СЕО, во еден дел, кога тоа функционираше во полн капацитет, зошто тие ресурси и тие надлежности не може да ги добие јавното обвинителство и всушност да го имаме како обвинителство кое што ќе функционира со интегритет? Одлично прашање, меѓутоа кај нас се политизира. Се прашање на политички пазар. Еве, сега излегуваат некои разговори каде што се гледа дека партија која што треба да даде согласност за да се донесе коректен закон за јавно обвинителство, значи го кочела тој процес. Тоа се гледаше, јасно беше. Значи имаше една сериозна структура во парламентот која што го кочеше тој закон и практично не знам како е сето тоа решено во однос на опремата која што е таму, не сум сигурен дека е ставена во функција. Инаку основниот принцип кој што беше таму поставен беше одличен. Значи истражителите беа таму, истражниот центар комплетно беше формиран и тој истражен центар сега мора да биде под контрола на јавниот обвинител, на јавното обвинителство, особено на одделението за организиран криминал и сите служби како што беа поставени да продолжат да работат. Значи сега тука кај нас се појавуваат антагонизми, персоналните решенија, значи сето тоа треба да се остави на страна. Значи решението беше добро, таа институција технички одлично функционираше, затоа што, еве, еден хипотетички предмет, случај нека, еве, да ви кажам дека ако стигне кривична пријава до јавниот обвинител, и тоа изгледа сериозно, вака, јавниот обвинител, освен ако не е нешто многу што ја вознемирува јавноста за да реагира брзо, јавниот обвинител треба да се обрати писмено до МВР да му направи извиди одредени и да му даде извештај. И сега МВР... И тоа е процес кој ќе ги замори, веројатно, и едната и другата страна, и одговорот ќе однесе многу време. Значи, ќе однесе многу време. Ќе протечат многу информации од тука. Обвинетиот ќе има време да се подготви, да скрие докази. Некој во цел тој ланец тука сигурно ќе бидат вклучени десетина луѓе кои што ќе имаат информација дека има кривична пријава, постапка, тоа ќе стигне, ќе се пробијат информации и МВР на крај има можност, инспекторот зависи колку е моќен и началникот таму, да ја влече работата ако сака. Па на крај да напише дека нема докази. Така, каде ги лоцирате главните проблеми кои што едноставно треба да се елиминираат? Ние во континуитет сме сведоци на реформи во институциите на правдата. Тие се случуваат буквално со секое ново формирање на влада, се почнува со нов циклус на реформа и многу често чекорите што се прават се удираат со она што претходно е направено. И сето тоа го поддржуваат Европската унија, Соединетите американски држави, каде што бројни поединци, тимови одат на едукација, на специјализација и надвор, меѓутоа не ги гледаме ефектите од тие собрани знаења. Сведоци сме дека имаме професионалци во секоја институција и можеби на нив им е најтешко кога нивните вредности не може да ги презентираат во зоната во која што се очекува од нив да има резултати. Во што е проблемот? Дали еднаш ќе имаме успешна реформа која што ќе обезбеди обвинителот да го повика било кое лице на било која позиција, ако постои основна сомневање или уште повеќе основано сомневање дека е сторител на кривично дело. Имаме примери од некои држави во регионот, од држави во светот, каде што обвинителот буквално е неприкосновен
и нема пардон кога треба да повика и премиер и председател на држава и да покрене обвинение кога ќе ги има елементите, доказите за тоа. Каде го Јасно, гледате излезот? Кои би биле еден или два проблеми кои што сметате дека се главни, имајќи во предвид што ни понуди Прибе во 2015 година и 5 години подоцна, каде сме ние во тие чекори? Говорам за обвинителството, за судовите и пошироко. проблемот наш е во тоа што институциите немаат меморија. Немаме институционална меморија. Значи, ние немаме еден кадар кој што по природен пат се развива 20 години во една институција и кој што практично знае таа институција како функционира. Ова што го спомнавте вие. После секои избори ние градиме нови институции од почеток. Тоа е затоа што партиските војски кои што се блиски до таа институција, кои што се во одреден период надвор од играта, заради X причини, кога ќе се смени политичката структура, комплетно се менува и таа институција и доаѓа нова партиска војска во сите на сите позиции во една институција и секои 4 години, значи вие имате комплетна смена. И сега тие ќе им поминат 2 години во некакви, значи, обучавање да навлезат во системот и подоцна уште една година можеби да работат и четвртата им е предизборна во која што ќе почнат да трчаат и да одат по митинзи и од таа институција нема ништо. Значи, нашата идеја дека значи, во секое министерство треба точно да се знае кој човек се менува со смена на политичката структура, на владеачката партија, да ги направиме правилата на игра. Во Соединетите Американски држави, во Белата куќа, се знае во вторник, бидејќи кај нив се изборите во понеделник, во вторник, после изборите, 10.000 луѓе не чекаат да некој да им каже дека треба да се одат. Се ги пакуваат кутиите и си одат. Меѓутоа, 10.000 луѓе за Америка не е ништо. Јасно е тоа. Меѓутоа, си оди само администрацијата која што е тесно поврзана со актуелниот председател, бидејќи тие имаат председателски систем. Значи, кај нас, јас мислам дека со промена на власта, во министерствата не смее да се менуваат повеќе од 3 или 4 луѓе. Значи, тоа е шефот на кабинет, возачот и еве да речеме секретар. Меѓутоа, државниот секретар во министерствата не смее да се менува. Тука е можеби нашиот најголем проблем, што ние ги менуваме и државните секретари во министерствата, а за да не зборуваме за овие институции вие кај што зборувате и безбедносните служби. Јас се сеќавам, читав многу одамна кога веројатно вие се сеќавате на тој случај на шефот на тајната служба кога го ликвидира на Франко во Шпанија. Бев млад, тогаш меѓутоа ја читав таа цела сторија и дека тие вложија огромен напор за да го елиминираат тој човек, заради тоа што знаеа дека тој со години е неприкосновен таму и дека ги знае сите луѓе, полека ги поврзува сите конци, знае со кој е поврзан и значи зборовме дека нас ни требаат професионалци кои што практично ќе ја имаат институцијата во мал прст. Како партијата, твоја партија, смета дека може да ги смени работите со јакнење на професионалноста и како професионалците да го имаат главниот збор кога се говори за конкретни случаи, за превенција, односно сузбивање на криминал, за гонење на криминал. Кои се чекорите кои што неминовно мора да се направат за да имаме исчекор напред, бидејќи Прибе ни ја даде диагнозата, меѓутоа некои чекори кои што се направија, кои што повеќе личат на скок во место, всушност ни велат дека тоа се магистралните патишта по кои што треба да се движиме, особено со отварање на поглавјата 23 и 24 кои што треба да се случат многу брзо. Па, Прибе ни ја даде диагнозата, меѓутоа ни даде и оценка сега пред некој ден, пред неколку месеци.
Прибе колку беше остар и колку беше значи сериозен во оценката за робена држава од времето на Груевски, меѓутоа сега даде оценка дека една заробена држава се замени со друга и дека тоа не е решение, што впрочем е и причината, една од причините за формирање на твоја. И прибе дури во еден момент кажа дека СДС не го интересирало ништо, освен само да седнат до фотељи и да се пригребат до власт. Воопшто не биле заинтересирани за никаква реформа, немале намера да прават никаква реформа, туку само ги интересирало да седнат на позициите, што исто е, нашето мислење е исто такво. Значи, сега кај се поставува најголемото прашање, најтешкото прашање, како ние сега например во една структура од сите безбедносни структури, сега како ќе ги најдеме најдобрите кадри независно од нивната политичка определба и како ќе ги убедиме, значи добро, вистинските професионалци, тие знаат што им е работа и тие знаат дека законот не трпи партиска поделба, дека треба да си ја вршат функцијата. Јас му се јавив, например, после 27 април на Александар, практично еден од обезбедувачите, мислам дека му беше во моментот на Оливер Спасовски во собранието, тогаш му беше доделен, кој што практично беше превагата во инцидентот, не во инцидентот, во тој скандал на 27 април во собрание, и му се јави да му честитам на однесувањето и тој ми кажа дека практично рече дека јас воопшто не штитев таму човек, јас ја исполнував својата функција. Мене не ми беше битно кој човек сум доделен да го штитам во моментот. Баш и така ми рече, ако бев доделен да го штитам Груевски и некој го нападнеше во тој момент, јас рече исто ќе се однесу. Јас исто тоа се тие професионални размислувања кои што и во вакви, би рекол, инцидентно мал број случаи ги препознаваме и посакуваме да бидат доминантни. Како до една таква состојба? Што едноставно мора да се смени за да ги имаме професионалците да бидат мотивирани и постојано да нивниот глас да биде дефинитивен во однос на професионалните предмети. Политиката да не ги зафаќа и да едноставно да не ги контаминира со одлуки кои што значат недоизреченост, прекинување на професионалноста на половина пат и така натаму. Па, ако во секоја институција, например, имаме по неколку луѓе и ги издвоиме такви луѓе, они подосна ќе воспостават хиерархија во таа институција според она што треба да биде правило, ќе знаат кои луѓе се таму честни, коректни, кои се стручни и ќе им значи престижот и успехот во институцијата. И тие луѓе треба да бидат наградени од државата, меѓутоа свесни сме дека многу службеници во МВР и во тие структури сакаат богатење преку ноќ, каде што почнуваат други бизниси, нивните деца почнуваат да возат скапи коли, да се расфрлаат. Значи, тие сакаат да бидат во рангот на најуспешните бизнисмени и тука е проблемот во нашиот срушен систем на вредност. Например, еден професор на факултетот за безбедност е многу потценет во однос на еден локален некој бизнисмен што има едно багерче и што копа улици и кој што фактурира колку сака на општината, а не ги средува работите. И тука многу луѓе потпаѓаат под тој притисок дека честно вршејќи си својата функција останале на маргините на општеството, потценети, неплатени доволно и доста луѓе се прекршуваат. Значи, треба да ги видиме искуствата од западните држави, како тоа го решаваат. Јас сум приврзаник дури за една дополнителна, би рекол,
препрека за да се определат, например, за кршење на закон или вршење на некои кривични дела или прогледување низ прсти, значи прекршување на правилата на службата. Јас мислам дека во многу институции треба да се воведе едно правило каде што ако се утврди дека некој го прекршил законот за нечесно кривично дело, секој јасно може да направи сообраќајка и тоа не треба да се меша едно со друго, меѓутоа нечесно кривично дело поврзано со функцијата, значи да ја губи пензијата. Во Америка полицајците во еден солиден број на држави, не е во сите, меѓутоа полицијата многу се плаши од тоа дека ќе ја загуби пензијата. Значи, да, ако се фати еден полициски функционер да го злоупотребува законот и ако се утврди дека го прекршил кодексот на однесување сериозно, одземањето пензијата не да значи комплетно одземање, туку да му се остави пензија, минимална пензија, меѓутоа она што е разликата да му се одземе. Тоа е еден фактор кој што доста влие. Јас имам следено доста работи во таа насока и мислам дека е тоа еден така сериозно кој што може да. Во извештаите ќе мора луѓето да се борат да дочекаат пензија коректно. Да, во извештаите на Европската комисија во подолг период во секој годишен извештај се констатираше отсуството на контролните механизми кои што треба да постојат, тие организацијски се димензионирани, меѓутоа нивната улога не е многу забележана. Говорам за министерствата, особено оние кои што го спроведуваат законот, меѓутоа и за јавното обвинителство и пошироко. Таму каде што е димензионирана внатрешна контрола, еден од главните проблеми е што контролните механизми се поставени на начин таа да биде поклопена од функционерите кои што се наврват во институцијата. За некаква надворешна контрола, која што исто така е потребна, се најавуваше дека, особено во изминативе неколку години, ќе се воспостават тие механизми, но гледаме дека до денес тие не се поставени или ако некаде беа пропишани и беа пополнети со кадри, едноставно не се создадоа предпоставки тие механизми да профункционираат со интегритет. Клучно прашање е отсуство на интегритетот. Токму тоа ми не земавте зборот. Тоа е прашање со кое што се соочуваат институциите денес. Меѓутоа, ние тоа мора да го направиме. Ако не го направиме сега, едноставно ќе ни биде укажувано како сериозен проблем и тоа ќе мора да се направи во некој период. Оваа година подоцна, идната година или после многу години. Но тешко ги учиме лекциите. Како до такви тела? Еден од главните проблеми е отсуство на искрена политичка волја од институциите на власт. Како гледате на ова? Па, токму тоа е причината, што секоја власт, секоја партија пред да дојде на власта, дури мисли дека ќе направи контролни механизми. Овој пат да, ќе направиме. Меѓутоа, од самиот почеток кога ќе дојдат на власт, тие се соочени со еден тежок притисок, а практично предходно функционираат така што на многу луѓе им ветуваат вработување, унапредување, значи ухлебување во тие служби. Партиите не сакаат да се откажат од можноста да она што го викам јас ухлебување, значи да само да му најдат работа на некој неспособен човек, а го ставаат на клучни позиции. Тој во партија се представува дека нешто разбира, меѓутоа штом партијата ги бира, тие луѓе веќе немаат интегритет. Вистинскиот професионалец нема да отиде во партија и да моли за вработување. Самото молење за вработување и за поставување на одредена позиција значи немање на интегритет, значи зависност од партијата, подосна функционерот партиски кој што го поставил на таа позиција, по правило ќе забрља нешто или ќе направи некакви проблеми,
и тој лесно го контролира овој практично кој што утре треба него да му поднесе кривична пријава или да преземе одредени мерки спрема него, меѓутоа тој по друга страна го поставил на тоа место. И тука се прави еден затворен круг во кој што практично од кој што не можеме да излеземе. Дали отсуството на овие механизми за контрола на власта сметате дека се поврзани со комодитетот кој што ќе го имаат функционерите, односно партијата која што доаѓа во власт, и не сакајќи да си го наруши тој комодитет, а со тоа и привилегиите кои што следуваат, ја остава ситуацијата да едноставно да нема ефективни контролни механизми. Апсолутно. Тоа е апсолутно точна диагноза. Знаете, јас постојано повторувам кога ние почнавме да го употребуваме тој термин организиран криминал, тоа, значи во Македонија нема организиран криминал како што постои например во светот. Нема, тоа е, значи, организации како што се мафијата, како што се во Италија, како во другите држави, значи ние немаме нешто слично. Ние имаме неколку банди тука кои што шуруваат на локално ниво со локалните шерифи и тоа може да се реши за краток многу период, меѓутоа еве ние немаме ни енергија, ни сила да ги решиме ни тие, иако сите знаеме. Еве на пример во Македонија, значи се палат возила нон-стоп и што мислите вие дека не знаат структурите кои ги пали возилата? Знаат, меѓутоа, кога некој многу ќе зборува за него, ќе замолат таму да им запали едно-две возила на некој што многу му пречи, на некого што е во моментот на власта и тука тоа не се решава. Значи, ова е можеби маргинален случај, меѓутоа многу зборува за државата. Меѓутоа, ние немаме организиран криминал во онаа вистинска смисла на зборот, меѓутоа ние имаме многу организирана корупција. Значи, нашиот проблем не е организиран криминал, кај нас е проблемот корупција. Корупција која што секогаш ја врши владеачката структура и системот значи кај нас системот реагира само кон представниците на опозиција. Значи кај нас се водат и се поведуваат кривични постапки само против луѓе кои што доскоро биле на власт, кога ќе се смени власт. Тогаш почнуваат новите функционери кои ќе дојдат да го преиспитуваат работењето на претходните. Најчесто тоа се знаат кои се злоупотребите, кои се прекршувањата на законот. Дури тогаш се процесуира кога ќе се смени структурата. По правило се менува и јавниот обвинител со смена на власта, што исто така не е добро решение. И се гонат минатите функционери. А функционерите кои што се на власт не се гонат заради тоа што и јавниот обвинител, и полицијата, и началникот се избрани од истата структура. И како сега, во тој ланец јасно е дека они практично не можат да го гонат тој што ги избрал. Ова што го кажавте сега ме наведува на следната оценка дека Македонија заедно со Албанија неодамна добија зелено светло за отпочнување на преговорите, кои што сите очекуваме да стартуваат во текот на оваа година. Меѓутоа, претходно стана збор за промена на методологијата по која што земјите кои што ги почнуваат преговорите ќе се движат понатаму и еден од инструментите кој што е најавен е дека ќе се во процесот на преговарање ќе се прави оценка и за успешноста на тие преговори и секако ако има напредок ќе се чекори напред, но ако нема напредок тогаш тоа ќе се констатира и како слабост на владата. Дали ова што сега го кажавте, дека најчесто обвинителните акти се однесуваат за лица кои што биле на власт, а повеќе не се, и обратно, ќе представува инструмент кој што ќе создаде некој нов момент на размислување кај актуелната власт, бидејќи таа ќе треба да инсистира законот да се спроведува со интегритет. Се согласувам со вас дека промената на обвинителите кај нас најчесто водеше до приказната да се комплетира приказната и сите точки да се пополнат со наши луѓе. И тоа беше еден од главните проблеми кои што доведе до формирање на СЈО. Меѓутоа, многу тешко ги учиме лекциите
целосно се согласувам дека за да се покрене обвинение спрема било кој, твоја партија сугерира одговорноста да се мери и да биде соодветна на висината на положбата што ја носи функционерот кој што ќе го прекрши законот. Во таа смисла, како овие нови моменти, новата методологија и воопшто дали постои нова свест кај нас која што ќе значи дека законот треба подеднакво да се применува спрема сите. Тука би се задржал на кратко и во однос на... Само една идеја ми Да? така на ум, што само една анализа да се направи на започнати кривични постапки против некакви си функционери, почнувајќи од највисоки. Сега на вака во моментов додека зборувавте, ми текна дека би било интересно да се направи една анализа, например, имавме постапка против Васил Тупурковски. Кога е започната таа постапка? Против Ламбе Арнаудов, против Амди Бајрам, против соучесникот негов, против Бучковски, против Милијана Киевски и сите ти. Сите постапки се започнати за работи што биле познати во нивно време, меѓутоа се започнати после нивното симнување од власт. Сега, зошто никој во оваа држава не го постави прашањето зошто јавното обвинителство и МВР не реагирало за овие постапки, за овие случувања на време. Најчесто од овие постапки што ги спомнав се застарени дори. Да, тоа е многу индикативно и уште повеќе отвара многу сериозни прашања дали институцијата која што добила или владеела со информации дека постои криминал, а не реагирала, не е во случајот соучесник или соизвршител. Ако би се направила една табела, тој функционер од тогаш до тогаш власт, од тогаш не е веќе власт, ќе видите дека кривичната постапка против него почнува неколку месеци од како веќе не е власт. Дали, господине Тортевски, сметате дека тој модел на покренување обвинение и едноставно држање на постапката привично долго, без преземање на активни действија, или неам информации дека се преземаат активни действија, е всушност мерка со која што власта сака да ги дисциплинира лицата за кои што има сознание дека учествувале во извршување на кривично дело? Мислам дека тоа е поголема спрега. Знаете, ако они заедно, најчесто се прават, многу работи се прават заедно со врвот, и били по налог на врвот на партијата и на државата, речиси ништо да не може да, јас ви гарантирам дека речиси ништо не може да се направи без согласност на премиерот во крупните сделки и бизниси. Тоа е од самостојноста до сега. Меѓутоа, ако врвот со неколку луѓе прави 5 големи афери, практично 5 големи криминални зафати, и во него се вклучени 20 луѓе, подоцна он има проблем. Не може он тие 20 луѓе никако да ги стави под контрола, заради тоа што веќе се заедно во истата каша и овие им бегаат, дури во некој случај ќе почне да работи на своја рака, им бегаат од контрола и подоцна они не смеат да му кажат ништо, нити смеат да процесуираат и мораат да го штетат, заради тоа што овој ќе излезе ќе каже дека ама јас за тебе направив тогаш да ти помине тендер за твој човек или јас знам случаи кога премиерот се јавува кај градоначалник да сопре рушење на дивоградба. Меѓутоа, кога премиерот ќе се јави кај градоначалник да му каже не ја руши дивоградбата на тој човек, вие подоцна од тој градоначалник веќе готова е борба против криминалот во неговата општина е завршена. Тој градоначалник веќе прави што сака, заради тоа што премиерот веќе му е заложник. Мора да дојде структура која што не смее да помисли дека може да му нареди на било кого или да го замоли за нешто незаконско. Штом ќе замоли за нешто, подоцна се отвара тоа е лавина.
Тоа е метастаза која што подоцна се шири и тука завршува се. Во изминативе година-две често пати се користеше изразот ветинг или проверка на состојбите или проверка на професионалноста, и тоа се однесуваше пред се за институциите за кои што ние вечерва разговараме. Дали сметате дека тој процес има реални изгледи да се почне и да дојде до крајот, или тоа е само израз кој што во даден момент политичките структури го користат за да едноставно покажат дека нешто сакаат да работат, па немаат време да влезат во таа приказна? Па, знаете, потребно е целото општество да види дека е дојдена структура која што е решена до крај да ги избутка процесите. Кај нас многу луѓе се надеваат дека преку еден или преку друг ќе стигнат до врвот и стигаат до врвот и да бидат иземени од некаква проверка, ова ветингот што го зборувате вие. Значи, во Албанија мислам дека само кога се најави дека ќе се прави испитување на потеклото на имотот на судиите, мислам дека 400 судии се откажаа од правото на реизбор, не поднесоа документи заради тоа што беа свесни дека нема да може да го поменат ветингот. Јас се сретнав пред некој ден со еден функционер полициски, ми остави добар впечаток во Охрид, и тој, значи, кога бил поставен на позицијата началник таму, забележал дека има колеги кои што по 17 години возат нерегистрирани возила. И подоцна против него се створила една таква организација која што му поднесувала кривични пријави, ми покажа дека 14 прекршочни и кривични пријави му покренале колегите, практично бидејќи човекот сакал да истера правда, и отишол во пензија со тоа, успеал да докаже во сите предмети дека не е виновен, значи 14 постапки се завршени со негово ослободување, меѓутоа човекот е веќе на крајот на силите и кажува дека многу луѓе таму во институциите имаат имот кој што не можат да го покријат, немаат покритие никакво. Значи првиот критериум би бил испитување на имотната состојба на функционерите, и ако не можат да го покажат, тогаш тоа е веќе првото сито. Подоцна е интегритетот, знаењето, меѓутоа треба искрена желба. Меѓутоа, знаете, нашиот проблем е што од големи ветувања, кои се ветуваат во предизборна кампања, навистина подоцна, значи, за се одлучува премиерот. И премиерот треба да го води процесот на ветинг. Да, тоа е невозможно. Видовте дека Заев беше начело на комисијата за реформи во правосудството, па подоцна го крстија како тело некое за реформи во правосудството, а истовремено се водеа процеси за склучување на Преспанскиот договор, па договорот со Бугарија, па милион други работи. Едноставно, тоа мора да го водат вистински професионалци, меѓутоа мора да направиме многу сериозен напор да ги најдеме кои се тие во сите институции што може да го истераат тој процес коректно. Еве, веќе разговараме околу 1 час. За една недела се изборите во нашата земја. Твоја во столбовите или во принципите на работа посебно внимание посветува на професионалноста, одговорноста, отчетноста. Со која порака можеме да ја завршиме оваа емисија? Што ќе им порачате на граѓаните? Па да ни дадат шанса. За жал, кога нов политички субјект ќе се појави на сцената, нема никаква можност да даде гаранции дека она што го ветува ќе го испорача. Значи, меѓутоа, да ни дадат шанса заради тоа што во никој случај нема да ги разочараме, а во многу сфери работите сигурно ќе тргнат на подобро. А сосема е сигурно дека овие кои што 30 години се менуваат на власта не можат да излезат од надвор од нивниот партиски кожурец,
тие немаат енергија да ги направат реформите, едноставно се премногу заложници на огромна група луѓе, на партиска војска која што мора да ја вдомуваат. Самото тоа по себе значи дека нема квалитет и на многу финансиери. Знаете, ако политичка партија добие големи средства од одредена групација или фирма или поединец, подоцна мора да му носи законски решенија и да му дава привилегии на пазарот, за да си ги врати средствата, и тој не се обидува да ги врати, тој сака да ги значи мултиплицира парите, и тој ќе оди на огромни профити, и тоа е голем проблем. Ние ветуваме дека ќе ги смениме работите, поинаков, ако ништо друго ќе покажеме поинакво однесување од избраните функционери, ќе им наметнеме тоа на луѓето кои што ние ќе ги избереме. Нас не интересира партиска припадност, не интересира само стручни луѓе со интегритет. Ви благодарам. Ова е пораката од адвокат Александар Тортевски. Разговаравме на тема професионалноста во институциите на правдата. Се извинувам за почетното техничко, би рекол, одолговлекување на нашиот разговор и се надевам дека ќе имаме можност да продолжиме на овие теми. Би било добро тоа да биде од една друга позиција каде што партијата ќе може и да ги потврди ветувањата кои што ги дава и на кои што инсистира. Бидејќи целосно се согласувам со вас. Треба здрава основа за здрави промени. Ви благодарам. До слушање. Ви благодарам и вам. До слушање. Пријатно.